Тоа е конкретно време во кое се соочуваме со конкретни предизвици и проблеми кои бараат конкретни одговори и решенија. Почитувани делегати, дозволете во оваа прилика да посочам само дел од базичните принципи и основни вредности од кои ќе тргнеме и од кои ќе се водиме во изготвувањето на нашата програмска платформа. Наш основен приоритет на кој ќе се фокусираме ќе биде сегашноста и иднината, а не минатото. За нас судбината на живите ќе биде многу поважна од спомениците на одамна мртвите. Принципот на социјална правда и солидарност ќе биде базичен критериум во дефинирањето на нашите политики, без разлика дали се работи за економско-социјалната сфера, здравството или образованието. Во тешки времиња како денешниве, товарот врз плеките на нашите граѓани мора да биде соодветен на нивните можности. Преку 70% од нашите програмски и практични ангажмани ќе бидат посветени на економијата. Во сите наши политики, битката за секое работно место, за секоја фабрика и фирма ќе биде наш највисок приоритет. Целиот наш програмски концепт за економијата ќе биде насочен кон радикално намалување на јавната потрошувачка и создавање на повеќе простор и финансиски ресурси за поуспешно работење на стопанството. И тука нема ништо контрадикторно со нашата социјалдемократска ориентација. Тоа е единствено разумен пристап наспроти ултралевичарскиот концепт на актуелната власт, според која фирмите може да банкротираат, фабриките може да се затворат, ама буџетот на државата мора да биде полн и поголем од било кога досега. Ќе изготвиме посебен сегмент посветен на привлекувањето на странски инвестиции. Она што од сега можем да го соопштаме дека тој нема да се потпира на скапи медиумски кампањи без било каков ефект. Ние клучното поттикнување и охрабрување на странските инвеститори го гледаме во приемот на нашата земја во НАТО и отпочнувањето на пристапните преговори со Унијата, во гарантирањето на инвеститорите правна сигурност и сериозно партнерство, а не на непријателство и политички притисоци, каква што е за жал реалноста денес. Наша програмска долгорочна цел ќе биде јакнење и артикулирање на интересите на средниот слој во македонското општество. Што се однесува до најважното прашање за иднината на нашата земја, евроатлантските интеграции и решавањето на спорот со Грција, како неопходен предуслов за нивно деблокирање, ние како партија немаме потреба од било какви програмски иновирања. Нашиот став, кој е добро познат и во земјата и надвор од неа, останува константен. Не да чекаме некој друг, туку ние самите како држава да иницираме интензивни и суштински преговори, да дојдеме до взаемно прифатлив компромис и да станеме членка на НАТО. Истовремено целосно да се фокусираме на остварувањето на 8 критериуми и да ги отпочнеме преговорите за пристапување со Европската Унија. Ако некој во име на иднината на Македонија треба да ги менува своите определби, тоа не сме ние, туку актуелната власт. Дојде време и таа да се запише на списокот на предавници и странски платеници, што самата го правеше во изминатиот период, и да ја понесе одговорноста за изгубеното време и претрпените штети. Истовремено би сакал да предупредам на една нова голема манипулација со македонската јавност. Визната либерализација е извонредно значајна за нашите граѓани и јас ги поздравувам најавите за нејзина реализација. Меѓутоа, таа не смее да се третира како замена за недобивање на датум за преговори. Впрочем, фактот што таа либерализација ќе се однесува и на Србија и на Црна Гора, земји кои во евроинтеграциите беа и се далеку зад нас, а многу скоро и за останатите земји од Западен Балкан, говори дека се работи за однос на Унијата кон целиот регион, а не за некаков спектакуларен напредок на Македонија. Почитувани делегати, посебно внимание во нашата програмска платформа ќе посветиме на едно прашање кое силно се експлоатира во последно време. Тоа е националниот идентитет. Наша цел е да се разјаснат одредени дилеми
и да се промовираат неколку исклучително значајни вредности и принципи. Во оваа прилика ќе споменам само дел од нив. Прво, националниот идентитет не е резултат на некој одамна завршен историски процес. Напротив, секоја генерација дава свој придонес со кој се надоградува тој идентитет. Исто толку, ако не и многу повеќе од тоа кои сме биле некогаш, е важно кои сме денес и со кои нови вредности ние, оваа генерација, ќе го збогатува нашиот национален идентитет. Второ, македонското општество е мултиетничко, мултикултурно и мултиконфесионално. Покрај негувањето на националниот идентитет на македонскиот народ и на другите етникуми, од огромно значење за нашата внатрешна кохезија и успешна иднина е да ги идентификуваме и афирмираме оние вредности и интереси кои се дел од заедничкиот идентитет, кои ги интегрираат и поврзуваат сите наши граѓани без разлика на нивната национална или верска припадност. И трето, патриотизмот не смее да се исцрпува само со почита и љубовта кон сопствениот народ, туку мора на осмислен начин да се мотивира и охрабрува почита, љубовта и лојалноста кон заедничката држава Република Македонија. Ова се исклучително важни прашања и процеси за да се остават сами на себе и на игра на случајот. Социјалдемократскиот сојуз ќе понуди заокружен програмски концепт со кој овие и многу други принципи и вредности ќе се вградат и развиваат во нашиот општествен код. СДСМ и ни својата програма, и ни своето практично дејствување ќе биде носител на битката против било каква дискриминација на малцинските групи во општеството, без разлика дали се работи за етнички, религиски, полови, социјални, сексуални или културолошки права и слободи. Жестоко ќе се спротивставиме на обидите за загрозување на веќе остварените права, како што, например, има тенденција во однос на правото на избор на жената за прекин на бременност. За СДСМ секуларноста на државата е цивилизацијска вредност, која мора да се чува и почитува. Таа не е насочена против интересите на црквата, туку против мешањето на црквата во државни работи и обратно. Она што денес можеме да го видиме, обиди да се креираат партиско-црковни коалиции, е ретрограден процес кој не враќа назад во 19. век. За овие и вакви вредности ќе се застапуваме без било какви комплекси и предрасуди. Често имам прилика да слушнам најдобронамерни совети дека треба да бидеме политички мудри, да водиме сметка за доминантното расположение, да земеме во предвид дека Македонија е сепак Балкан, дека патриархалноста е силно застапена, дека постојат застарени сваќања. Почитувани делегати, ако никој и никогаш не промовира и не се бори за систем од нови, современи, модерни вредности, Македонија за секогаш ќе остане Балкан. Држава во која владеат застарени сваќања. Да се бориш за власт, така што ќе поттикнуваш ниски страсти и ќе повладуваш на доминантните ставови во кои самиот не веруваш, се нарекува популизам. Ние популизмот ќе го оставиме на власт. Наша цел е да го менуваме општеството и тоа на подобро. Драги пријатели, секоја програма, колку и да е квалитетна, ќе остане мртво слово на хартија, без тим од луѓе со кредибилитет, со знаење и ентузијазам, кои таа програма ќе ја изготват, ќе ја афирмираат пред граѓаните и јавноста и кои со својот углед и авторитет ќе гарантираат нејзино доследно спроведување. Такви личности во нашите редови има. Но такви луѓе, и тоа многу повеќе на број, ги има и надвор од нашата партија. СДСМ денес е исправен пред императивот за радикално кадровско обновување. Се надевам дека тоа на сите ни е јасно